Националната установа Центар за култура Бели Могри од Кочани за работа во оваа календарска година доби за реализација неколку проекти од повеќе области, финансирани од страна на Министерството за култура на Република Македонија. За нив директорката истакнува. Веќе беа пријавени проектите за 2016 година и пред некој ден Министерството за култура го објави добиениот конкурс. Имаме добиено неколку проекти, например од областа на издавачката дејност и литературата имаме добиено проект за промоција на книгата добитник на наградата Рациново признание за 2015. На Јанов ден на Конак, Балканска поетска вечер, потоа промоција на книгата добитник на наградата Стале Попов, најдобро прозно остварување за 2016. Од областа на уметноста и визуелните уметности и архитектурата имаме преземање на изложби. Од областа музичката сценска дејност, концертна харфа и од областа на драмската дејност имаме театарска представа на Словена народниот мудрец меѓу животните. Ова се проекти кои што се финансирани од Министерството за култура, но ние и понатаму работиме на самофинансирање, односно на реализација на проекти кои што ние ги имаме замислено за оваа година, односно драмското студио Годо, балетското студио Принцези се овде, ќе работат во склоп на Центарот за култура оваа година и тие работат веќе на нивните проекти. Се разбира дека овде е и студиото за цртање кое што го води Александра Димитрова. Веќе да би сакала да најавам дека на 27 овој месец ќе имаме и изложба која што ќе оди во хуманитарни цели. Исто и фолклорниот ансамбл Бели Могри е овде со своите активности, ќе започне веќе од 1 февруари. И понатаму ќе се трудиме и се надеваме дека ќе успееме во сите оние замисли кои што ги имаме, да ги изреализираме, да ја поканиме публиката да ужива во сето она што ние уживајќи сме го сработиле и да бидеме еден добар тим. Што може да очекуваме во делот на драмската уметност со оглед на фактот што тоа е ваш посебен фах? Така. Можеме ли годинава да очекуваме неколку театарски представи, да се врати кочанската публика во салата на Националната установа Бели Могри и што тоа ќе значи за самото одржување на драмскиот аматерски фестивал во Кочани? Годинава тој 40 години поред одбележува присуство во Кочани, да. Како што рековте, тоа е мој фах, меѓутоа не би сакала сега од оваа позиција да обрнам внимание само на театарот, затоа ги спомнав и сите оние активности кои што се во Центарот на културата. Сега мора да водаме внимание да ја обрнуваме на сите уметности, бидејќи таква е функцијата. Не би сакала да изостане некоја активност. Како што напоменав, драмското студио Годо работи на представата Судбина, една многу интересна физички театар, кореодрами и така натаму. Мислам дека ќе се допадне на публиката, бидејќи такво нешто досега нема работено драмското студио, а тоа драмско студио е добро позната на нашата публика, по Бернарда Алба, по Вондрена Состева, по сите тие представи, оркестар Титаник, сите тие представи што всушност и имаат земено и гран при на фестивалот, на драмскиот аматерски фестивал. Затоа се спремаме оваа година, минатата година не успеавме поради некои наши причини, не успеавме да се пријавиме на фестивалот, но оваа година се спремаме да се пријавиме на фестивалот и се надевам исто на голем успех, нормално. Исто така балетското студио ќе работи представата Петер Пан, балетска представа за деца, кое што исто е вклучено и драмското студио и балетското студио. Тоа ќе биде една прекрасна представа, многу интересна. Исто во ораторскиот дел работиме на Јас и само јас, на ораторски дел кој се надевам дека и тоа ќе се допадне на публиката. Сакаме да понудуваме нешто ново и ново и ново. Почетните активности Националната установа Центар за култура од Кочани ќе ги реализира на крајот на месец февруари со гостување на Народниот театар од Штип со куклена представа.